Здраво се, вклучвам повторно зборувам за една актуелна спортска тема која се доврши изминатиот период, а тоа е медитеранското првенство во Косово, во Приштина. Косово мислам дека за прв пат беше домаќин откако прогласи независност на ваква една манифестација. Во иднина ќе следат и нови организации кои, например, медитеранските игри во 2030 година. Разбира, ако медитеранска држава учествува в МИНИја, покрај државите на Медитеранот учествува и поканените држави од типот на Полска, Чешката република, Словачка. На медитеранските првенства учествуваат државите кои географски се медитерански, но понекогаш, како овој пат, може да има поканети држави кои, например, овој пат Полска, Чешката република и Словачка. Станува збор за турнир сличен на летни олимписки игри. Со оглед на малиот број држави нема квалификации. Обично се натпреваруваат младинските категории. Нема пренос за жал на телевизија. Јас ги гледав некои од натпреварите, обично Ракомет жени ги даваа натпреварите во живо на стриминг, лайв стриминг. И со право ќе констатирам дека не сум задоволен, треба многу повеќе се вложува во секој еден спорт, во секоја конкуренција, категорија. Колку повеќе вложуваме, толку подобро. Јас тоа го кажав уште на почетокот кога зборував за стратегијата за спорт. Косово се покаже извонреден домаќин. Мислам дека нивниот јавен сервис ги даваше надпреварите на нивните спортисти, но не сум сигурен. Треба секој една држава задолжително си ги дава надпреварите на нивните спортисти на нивни јазик. Ја се надеваме дека во иднина на секое следно медитеранско првенство ќе имаме колку можно повеќе спортисти и резултатите ќе бидат поуспешни. До нареден пат, поздрав!